И здраво, дечки, како сте денес? Јас го направив моето познато смути од шумско овошје. За повеќе рецепти заследете ме и не заборавајте лайк. Што правиш, бе? Пробувам да бидам инфлуенсер. Океј, ајде да видиме што на вистина значи да бидеш инфлуенсер. Инфлуенсери се луѓе кои објавуваат содржини на социјалните мрежи. Но тоа го правиме речиси сите. Сите ние споделуваме фотографии, видеа или текстови. Но за да кажеш дека си инфлуенсер, тие објави треба да бидат многу популарни. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да ги погледнали илјадници луѓе. Голем дел од нив треба да споделат, коментираат или барем да стават лайк. А што објавуваат често? Има инфлуенсери кои специализираат за одредени теми. Има инфлуенсери туристи, Модни инфлуенсери, инфлуенсери гурмани, инфлуенсери за спорт и здрав живот. Додека сме тука, да ги прашаме нашите другарчиња какви инфлуенсери би сакале да бидат тие. Инфлуенсер е кога некој човек се снима многу како најчесто што прави за живот и како имаат многу имаат како фоловери, имаат Познати личности кои шират некој контент на социјалните мрежи и секојдневно споделуваат голем број на информации. Па некој што е познат и што објавува работи на интернет. Некој што има своја социјална мрежа, страница и пострира некои интересни работи. А што има целта на инфлуенсерите? да бидат популарни. Да привлечат Многу луѓе, поголемо да. внимание. И сега зависи кои инфлуенсери што кажуваат, односно каков контент споделуваат со нивните следбеници. А ако вие би били инфлуенсери, зашто би објавувале фотографии и видеа? Ја лично за моето хоби. Јас би објавувала, ајде кажи ми. Па ја скеровозам, скейтам ја. Јас би објавувала за хип-хоп, тоа е танц, бидејќи јас тренирам више од 10 години. Омилено нешто на светот ми е точац и само би објавил, сега ако бев некаков професионалец, би земал снимки како се возам, например, по водно со точак и би ги објавувал. Пример, каде излегувам во ресторани, кафичи, со пријатели. Јас би поделувала за спортот, долго време веќе тренирам фудбал и мислам дека тоа е нешто што денеска е голема работа, доста луѓе го пратат спортот, па мислам дека само тоа ќе има голем број на луѓе кои се интересирани за самото тоа. Инфлуенсерите може да имаат важна улога, особено меѓу младите кои ги следат. Да, тие може да влијат на нивното однесување и мислење. Например, дали е подобро да тренирате кошарка или одбојка? Ако видите дека вашиот омилен инфлуенсер повеќе сака кошарка, веројатно ќе го изберете тој спорт. Да се биде инфлуенсер е навистина забавно. Но тоа е многу одговорна задача, бидејќи голем број луѓе слушаат што зборуваш. Исто така важно е да бидеш искрен, да зборуваш за позитивни работи, да се залагаш за добри цели, бидејќи постојат многу популарни инфлуенсери кои што шират штетни содржини и вредности, користат непристоен и погреден јазик. И најважно од се е да не шириш лажни и погрешни информации, затоа што твоите следбеници за само неколку минути можат да ги прошират низ целиот интернет простор. Треба да правите разлика помеѓу новинарство и инфлуенсерство. Новинарството е професија, новинарите работат според определени правила, објавуваат точни и проверени информации што се важни за сите. Инфлуенсерите пак имаат голема публика, но содржините што ги објавуваат не секогаш се проверени. Затоа е многу важно, колку и да имате доверба во инфлуенсерите, кога споделуваат некоја информација, прво проверете што за тоа известиле медиумите, новинарите или што истражиле научниците и други експерти кои се занимаваат со таа тема. А дали знаете дека од инфлуенсерство може да се заработува? Така ли? Да, и затоа одлучив јас да пробам. Шо? Јас ако не може ни ти.